Македонија со Заев се претвори истовремено и во земја која нуди закрила на мафијата, и во земја која помага терористи, и во земја во која што царува наркобизнисот. И сето тоа под закрила и подршка на власта. Во светот станавме познати како криминално Елдорадо. Власта на Заев и на Спасовски поделила над 200 официјални македонски документи и патни исправи на босови на италијанската, црногорската, турската, српската, шпанската и која ли се уште не мафија од регионот, Европа и светот. Сето ова не би било возможно без знаење и амин на високи функционери од власта, бидејќи институционално биле злоупотребени лични податоци, матични броеви и имиња на македонски државјани, за да може криминалци да го крстосат светот. Да биде срамот за Македонија поголем, власта на Заев и на Спасовски издавала вакви исправи и на лица, членови на ИСИС, со што сме го загрозиле светскиот безбедносен систем. Замислете, терорист доаѓа во полициска станица во Македонија и вади македонски документи и потоа оди низ светот и на боиштата каде што гинат илјадници лица од нивни терористички активности. Трето, но и најстрашно, државата е претворија во наркозона, во која што личниот шофер на братучет на Зоран Заев и командир на полициска станица, назначен од Спасовски, водат пратка со дрога вредна 800.000 евра од компанија која е во бизнис конекција со семејството Заеви. Македонија е уништена земја, со уништен углед, безбедносен систем, каде се е ставено во спрега на криминалот, спонзориран и заштитуван од власта. Прво оставки, а потоа и кривична одговорност на врвот на мафијата, на власт.